10 месеци подоцна шарената револуција има свои придобивки. Тие придобивки за некого се колективни, со директен импакт во општеството, но за некого и беа протолкувани во јавноста како индивидуален бенефит. Таквите категоризации, епитети за известни личности кои подоцна ги гледавме, бивме навикнати да ги гледаме како дел од оние луѓе кои поминуваа денови и денови на улиците, борејќи се за некако граѓанскиот сектор да се ги врати своите позиции, да има директно учество во политиката и власта. Режимот беше срушен, дел од нив сега работат во институциите и се дел од владата. Но за да нема вакви нејасноти зошто во јавноста тоа се толкува како нивен, можеби, лична амбиција и единствена цел зошто ти е биле дел од оваа шарена револуција, ќе се обидеме да разговараме на темава со двајца граѓански активисти, еден поранешен граѓански активист сега вработен во институција и една професорка која беше многу активна кога и се уште и натаму кога е во прашање образованието и проблемите, значи, кои тргнаа оттаму со пленумот. Денешни гости во Макфакс, Петрица Рачини, сега вработен во Министерството за култура, поранешен новинар, граѓански активист. Веднаш да кажам дека не можам да бидам поранешен новинар, ниту поранешен активист, затоа што има луѓе што работат во образовниот систем, во јавен сектор, па излегуваат на протести. Значи нема поранешен активизам, активизмот е човеково право, уставно загарантирано право, и ако некој човек без оглед дали работи во институција, се почувствува предизвикан од некои општествени потреби, може да излезе на улица и да протестира, може да покрене иницијатива до било која институција. Значи нема поранешен активист, како што не би ја прифатил флоскулата поранешен новинар, затоа што јас сум дипломиран новинар, не можам да бидам поранешен, а и тоа не значи дека кога ќе ми заврши овој дел од животот дека нема да се вратам во новинарство. Така, инаку би се подразбира дека... Имаше поранешна власт, ги квалификуваше некои новинари како поранешни, како ова, нема поранешни сега. Во овие околности во кои но сега сум представник на институција, ма не ги прифаќам квалификациите поранешни. Патот до остварување на граѓанските цели е уште полесен, бидејќи сте вие дел од таа институција. Затоа подоцна ќе разговараме. Ангела Илиевска, познат граѓански активист, таа се бореше беше дел од граѓанската платформа Ајде, беше дел од шарената револуција, ги отвори прашањата околу загадениот воздух преку разноразни асоциации и натаму ја продолжи таа битка. По моментов единствено твој ангажман е граѓанскиот активизам. Маја Стевановиќ, професорката од ФЕДУ, драмски автор, битките за образованието, ги поддржа пленумците, беше доста активна во еден известен период кога тоа беше и тоа како актуелно. Малку ве нема во последниот период, затоа и на големо задоволство очекуваме 10 месеци подоцна или да кажеме откако се остварени целите да го слушнеме вашето мислење како вие гледате на шарената револуција. Ја отворивме оваа дебата како прашање на идентитет. Така. И се извинувам само Луми Бекири да го представам, граѓански активист, дел од шарената револуција и натаму единствено и само се бави со граѓански активизам. Добро дојдовте во Макфакс. Сајде да отвориме таму темата. Ева Маја Стевановиќ, повелете. Прашањето на идентитетот и тоа што ме нема последниве месеци, апсолутно не е точно дека ме нема на улиците како што не нема најголем дел од нас на улиците. Не сум активна на социјалните мрежи, но исклучително многу сум активно работам на темата која што вие спомнавте, решавање на проблемите во високото образование. Дел сум од работната група на професорскиот пленум кој работеше на изготвување на нацрт текст на нов закон за високо образование на професорскиот пленум. Понатаму тој нацрт текст, тој наш предлог со конкретни решенија во форма на законски текст беше доставен до Министерството, го зеде предвид како и другите предлози Министерството за образование и излезе како овластен предлагач, излезе со свој текст. Прва верзија предлог за нов закон за високо образование. Ние продолживме да работиме со наши сугестии и забелешки на текстот на Министерството за образование и наука. Се уште е таа фаза, ја чекаме втората верзија на нивниот предлог. Тоа значи дека целиот овој период сум исклучително активна, како што паралелно бев активна и во структурите институционални на УКИМ како сенатор, и сите тие активности се во насока на целта зададена, а тоа е решавање на проблемите во високото образование, овозможување сега на еден систем кој што доаѓање до еден систем кој што ќе овозможи услови за работа што ќе продуцираат
квалитетно високо образование, елементите преку кои што се доаѓа до тоа понатамо кој има простор. Тоа значи дека активностите на секој од нас, дали во институција, дали надвор од институција, дали на социјалните мрежи, се менуваат согласно контекстот. Кога вие немате разбирачка, кога вие немате било каква комуникација со институциите, на времето зборуваме за Министерство за образование и наука, сите други канали, за да од позиција на професионалец во струката можете да ги искажете своите забелешки, своите видувања, се разбира дека тоа ќе го правите на улица, се разбира дека ќе го правите на социјални мрежи. Тоа се единствените простори. Во мигот кога вие сте соочени од другата страна со една власт која што се обидува да биде инклузивна и има добра волја да разговара со вас, дали сега тоа значи дека вие веќе не сте граѓански активист, дека вие сте сега соработник со власта? Тоа ми се чини прашањето кое што меѓу редови, да, некако така се формулира сега полека. Еве ке Љуби Бекери, вие како ја гледате на овие 10 месеци полосна на шарената револуција и натаму сте граѓански активист. Како вам ви се чини, што успеа да се добие, што се загуби? Добре, се согласувам со професорката Стевановиќ во тоа дека сега имаме создадена нека подемократска атмосфера, да кажеме, во која целата атмосфера која што е инклузивна спрема сите граѓани и кон граѓанскиот сектор, нели, зависно од областа која што ја обработува владата и дека се вклучени граѓаните. Меѓутоа, мислам дека целиот процес на таа демократизација, да ја наречам, на општеството, некако мислам дека иде бавно, тоа е моје лично мислење, дека бавно се движи во одредени сегменти, но исто така има добри политики кои што се промовирани од новите политики на владата, исто така има политики кои што според мене не се добри. Но ми се допаѓа целата таа демократска атмосфера после тие 10 години или режим на ВМРО, каде што се беше поместено некако. Така, сметате дека сега институциите може се поотворени за соработка? Апсолутно се целосно се поотворени, особено кон граѓанскиот сектор, што изминативе 10 години ВМРО институциите ги има затворено враите за граѓанскиот сектор, општо и за сите граѓани. Така. Ангела Илиевска, каков е вашиот впечаток? Дали вие сте задоволни од овие представници во институциите и во власта именно кои беа дел од шарената револуција? Па смислам дека Македонија е заглавена во еден процес кој што е од груевизмот во постгруевизмот и никако тука работите многу споро се одвиваат. Не можам да кажам дека сум целосно незадоволна од процесот во кој што се наоѓаме ние и целото наше општество, меѓутоа можам да изразам дека сум незадоволна од начинот на кој што функционираат одредени реформски процеси. Не сум задоволна од вклучувањето на одредени личности кои што биле блиски до поранешната структура, поконкретно лицата кои што се сакаат по секоја цена да бидат вклучени во реформите на ова општество. Например, не можете вие во процес на реобнова на една држава да вклучите некој човек кој што ги срушил темелите на таа држава. Мислите на некого конкретно? Сакате да именуваме некој? Па да, одредени професори кои што претходно беа вклучени, активно работеа за поранешната власт, например како Владимир Камбовски, не знам, има за сите претходно, за сите претходно, да. Значи има многу млади луѓе кои што имаат огромен потенцијал и сметам дека тие може да го дадат својот потенцијал во реформирање на ова општество и да се изгради од темел. Не можете вие да му давате на некој пироман кој што ја запалил вашата куќа, да му давате повторно да изгради нова куќа. Дали ме разбирате, кој дел на мене лично како граѓанин ме смета? Така, а дали овие представници на шарената револуција кои сега институционално делуваат можат да се спротивстават на таквите? Па до сега јас не сум видела директно спротивставување на имате впечаток дека се малку дефанзивни? Па не, меѓутоа како ними посматрачи. Едноставно јас од нив очекувам поголема енергија, поголема бунтовност, затоа што вие сте дел од процес кој што се нарекува револуција, не сте од само смена на власт. Кога доаѓа до таков процес, вие треба да бидете погласни. Едноставно имате дебати на ТВ станиците
кој што имате представник на шарената револуција кој што вика, ама јас не можам да сугерирам или не можам да се мешам во одлуките на судската власт. Меѓутоа, вие со вашиот кредибилитет како пратеник можете да кажете, барем во една изјава, дека вие се залагате за ослободување или за прекинување на кривичниот прогон за демонстрантите на шарената револуција. Ние имаме демонстранти, борци за човекови права, не можам да ги кажам демонстранти, кои што се соочуваат со парични казни. Една парична глоба, која што е за една казна е околу 500 евра. И карикирам сега. Ние имавме фондови кои што ги собиравме како шарена револуција, кои што беа наменети за казните на тие борци. Кој фондираше во овие фондови? Во оваа прилика сакам да го отворам повторно тоа прашање, затоа што граѓаните на нас како шарена револуција ни верувале. Значи, тие застанале до нас во најтешките моменти, кога ние сме биле од прогон од полицијата, од тајната полиција, од политичарите на власта, сме биле осудувани од оние кои што не мислеле како нас. И во тие дадени моменти застануваат до вас граѓани кои што ви веруваат и одвојуваат дел од своите парични средства кои што веројатно не се многу. Македонија не е богата држава. И вие морате да имате записник од тие парични средства. Колку пари се собрани и каде се одлеале тие парични средства, доколку се потрошени, доколку не се потрошени. Би сакала во оваа прилика да апелирам малку повеќе да се отвори тоа прашање и да се затворат постапките кои што се водат за демонстрантите на шарената револуција, да. Така, Петрит, јас ќе морам да нагласам дека исклучително сум изненадена и благодарна за вашето присуство денеска тука во Макфакс, бидејќи се обидовме 5 мина или можеби 6 мина представници сега директни во власта од шарената револуција и граѓански активисти поранешни или би требало да бидат и натаму граѓански активисти кои не сакаа, одбија, бараа никакви оправдувања и објаснувања дека нема да дојдат. Нема потреба да ги именуваме, ќе се препознаат секако. Особено ми е значено вашето присуство. Како вие гледате од еден аспект на шарената револуција и дали сега вака веќе делувајќи институционално, сметате дека можете директно да допринесете до промена на некои нешта кои нели претходно ви пречеле и конкретно за тоа Министерство за култура таму беше невозможно буквално да се влезе. Тоа што може сега да се забележи дека има навистина еден нагласен слободен дух и на демократичност барем во комуникацијата внатре и со медиумите и со јавноста, што натаму може да се смени? Како вие делувате, како го чувствувате све тоа? Прво од контекстот Дали институцијата е слободена комплетно? Министерството за култура? Не е за жал. Значи би сакал тука сепак да зборуваме за реални работи и на граѓаните да им ја пренесеме реалноста. Ајде да почнеме од почеток, од шарената револуција. Мислам дека не е изолиран феномен од претходните протести и годините на отпор кои што се случува кон режимот на Груевски во Македонија. Така, таму претходеа многу настани кои потоа се обединија во таа револуција. 2008-2009 тука беа протестите на младите архитекти и студентите по архитектура, потоа како поголем изблик на протест дојдоа протестите против полициска бруталност. Потоа дојде на акција заедно за мир во една прилично деликатна ситуација во која што се наоѓаше Македонија со изблици на меѓуетнички тензии кои почнаа од тој несреќен карневал во Вевчани со несреќната маска за Куранот, потоа имаше палење на македонското знаме во Струга, па тепачки по автобуси, па на крај сето тоа за жал резултираше со едно грозоморно убиство на 5 млади луѓе покрај Смилковско езеро. Тоа беше исто така активистички зафат кој што успеа да ја смири атмосферата во општеството. Потоа беше отпорот по 24 декември, по црниот понеделник. Потоа имаше протести на стечајци, па потоа полека почна движењата во образованието и се случија пленумите, така? Потоа имавме една целосно друга ситуација со објавувањето на бомбите и со тоа движење кое што прерасна во едно општо граѓанско движење граѓаните за Македонија, не е само
Не е само граѓанскиот сектор или социјалдемократскиот сојуз. И во тоа движење, и после во шарената револуција која избликна по одлуката на Иванов. Така, значи тоа беше една широка платформа. Тоа да подсетиме дека не се работи за исклучиво граѓански протест или граѓански процес. Тука беа вклучени и политичките партии во опозицијата. А Петрит, ќе се подсетам, тука ги има и на фотографиите. Така, туку беа вклучени Левица, Беса, Демократски сојуз. По аболицијата, значи, која се случи со председателот. Така е, тогаш се случи, јас убаво се сеќавам, тоа евидентирам во медиумите, излегоа дел од оние луѓе кои сега повеќе им и работат веќе во владата, излегоа и рекоа дека тие се граѓански сектор и дека не се борат за власт и дека немаат нивната крајна амбиција и цел не е да влезат во власта, туку ќе делуваат и натаму како граѓански активисти од надвор. Очекуваат да се случат промените и нема да влезат. Може би 30 или 40% од нив веќе се влезени во власт. Ана, се извинувам. Ова што го говори Петрит. Шарената револуција го употребуваме синтагмата како генерички поим за граѓански отпор и протест, кој во континуитет трае со години. И тој ги наброја сите оние елементи. Шарената револуција, ајде да бидеме прецизни, го има датумот кога се случи шарената револуција и апропо целите на шарената револуција. Таа беше кончето околу кое што се кристализираше цела таа безбројна сегментирана група луѓе кои што се бунеа и протестираа секој во својот домен за своите интереси и за своите права. Гестот на вршителот на функција председател Ѓорѓе Иванов за аболиција воопшто на гонење на криминалите направени од страна на највисоките државни функционери беше она што ги обедини сите оние критички субјекти, организации, формални и неформални. И тоа имаше конкретна цел да се повлече одлуката на председателот за не гонење на криминалците од највисокиот државен врв. Првичната цел е остварена на шарената револуција. И тоа беше во шарена револуција беа сите овие групи, вклучително и политички партии. И ние не се знаевме. И мене Ангела малку ме зачуди и сакам лично да ја прашам, ние од шарената револуција, кога граѓаните ме интересира, кои се тоа ние? Сите беа шарена револуција на улицата. И партици, и непартици. Веројатно имаше некакви си организациони јадра со конкретни активности. Имаше една герила екипа. Но кој е оној прашање на идентитетот, кој што ќе каже ние бевме, а вие не бевте шарена револуција. Понатаму, проширување сега на символичко ниво. Тие демонстранти на улиците го презедоа слоганот на студентите нема правда, нема мир. Ако сакаме да зборуваме за тоа како суштинско барање, дали има правда, дали има мир во ова општество, да продолжиме дискусијата во таа насока, да ја водиме. Ако е тоа темата на оваа дискусија. Да, апсолутно, дали тие придобивки кои, да речеме, примарната цел е остварена, значи што за овие 10 месеци од таа слика што сега ја гледаме, како сме позиционирани. Претходниот режим кој што на 27 април од едно авторитарно владење на 27 април имаше опасност да се претвори во класична отворена диктатура. Така. И да не го правиме ни овој муабет, за среќа тоа е избегнато. Тоа владење е завршено. Тој режим е поразен. Целта и вредностите нема правда, нема мир. Колку месеци се поминати? 8? 10 месеци, во кои што имаме такви турбуленции, не може да стане збор за нормално преземање на власт. Ние сме луѓе 45-та разурната држава. И сега одеднаш, после 10 месеци, кои не се 10, 2 избора во меѓувреме. Значи 2 избори, тоест уште едни локални избори. Ефективно се веројатно 3-4 месеци. Ние сега треба да дискутираме дали е остварен идеалот за правда. Не може ни да биде. Ни во општества кои што имале стабилно градење на едно демократско владење, никогаш не е постигнат идеалот за правда. Затоа идеал. Ајде да разговараме. Дали се движиме кон постигнување на тој идеал? Но исто така, забелешката на место, сметајќи дека таа битка траеше подолго време, многу години беа во прашање и сега се поминати само 10 месеци, ефективно можеби 3 месеци, како што велите, но граѓаните, воопшто јавноста, изморена
од битки и борби, сметам дека трпението оди натаму да повеќе не можеме дури здраворазумски да ги прифаќаме сите оние тековни нешта како одлуки што стигнуваат од власта. Затоа инсистирам на тоа дека тие работи треба да се расчистат во јавноста. Значи, трпението е при крај. Василевска, дозволите да преидеме конкретно на таа забелешка која што придобивките од шарената револуција рековме дека се остварени. Што понатака? Постојано зборуваме за општествените придобивки. Так. Сега бидејќи постојано се наметнува теза за лични придобивки. Така и суштината на вашето прашање излегува. Некои рекоа ние нема да влагаме у власт и така натаму, ама влегува. Так. И дали сега се работи за лични придобивки? Да. Или да го упростиме тоа на едно, да го избанализираме, дали некој доби од ова, дали некој се ухлеби, како што читаме по социјалните мрежи и така натаму. По мене општеството има придобивки, општеството е ослободено. Так. Идеалите и на шарената револуција, оние главни точки што беа барања, се реализира. Ова општество веќе функционира како еден критички механизам, каде што секоја тема е подложна на јавна дебата, каде што гледаме дека власта често отстапува под притисокот на јавноста, што не беше воопшто случај 11 години, значи имавме безгрешна власт 11 години. Гледаме дека оваа власт ретерира и тоа е добро, треба да ретерира под силни аргументи и притисоци. За личните придобивки би кажал дека такво нешто е сепак визија на тоа што е втемелено во ова општество како матрица на размислување. Тоа е фројдовска проекција или психолошка проекција. Тие што 10 години, а можеби и претходно, работеле за општествениот интерес, условно речено, реализирајќи лични интереси, тие сега мислат дека Петрит или било кој друг дека влегол во Министерството за култура, во влада ИТН, да реализира личен интерес, затоа што тие тоа го правеле и сега го проектираат на други. Мислат дека како што тие што се однесуваат и таква група на луѓе кои што на секоја власти се прилепуваат како пијавици и цицаат од неа, цицаат од парите на граѓаните, сега мислат дека и некој друг тоа го прави. Тоа е психолошката проекција која што некој сака да ни ја наметне. Јас не сакам да зборувам за други луѓе, ќе тргнам од личниот пример. Јас 20 години и повеќе сум заработувал двојно повеќе месечно отколку што заработувам сега. Ако сакате сега да го отвориме Валканиот. Тие што знаат. Значи, сега тоа е тоа. Не е ниту личната придобивка, ниту нешто. И јас имав став дека нема да влезам, ќе продолжам, бидејќи сметам дека критиката сега е особено важна. Кога е ослободено општеството, но каде што под критика ни се наметнува и критизерство, неаргументирани ставови. И затоа е сега битно граѓанството и јавноста да артикулира аргументирана критика. За среќа ја има и токму под нејзин притисок ретерира власта, а не под притисоци кои што се ухлеби ваму, и ти ли се учипи у власта и така натаму. Тоа се визии на луѓе кои што постојано биле учипени и сега можеби име на дел од нив криво што некој друг е таму каде што тие сметаат дека име од Бога дадено со генерации да бидат они тие што ќе одлучуваат без оглед кој е на власт. И во таа смисла забелешката на Ангела е валидна дека ни треба демократизација. Ни треба демократизација и во структурите на власта, и во институциите. Ни треба општа демократизација. Но професорката има право, ова е бавен процес. Да. Ние не можеме неправото да го адресираме со неправо. Ајде сега действувале арбитрарно ВМРО ДПМНЕ, ги кршеле законите, процедурите и ние сега како да го очистиме тој хаос, тој галијаматис, пак со неправо, пак со арбитрарно однесување. Ние за жал ќе мора да одиме по подолгиот пат, по институционалниот пат, по патот на процедурите. Иако тоа во суштина значи многу подолг пат, ме прашавте како е од внатре, многу потешко отколку од надвор. Во граѓанскиот сектор, во структурата на една организација или на едно движење се поедноставни работите. Тоа што во реалноста, во институционалното делување ми требало можеби 1-2 чекора за да го направам, за да направам некаква акција. Во институциите ми треба 10 чекори. Затоа што еден треба подготви, друг треба да одобри, треба види, четвртиот треба да каже, па треба да иде горе, па некои тела треба да одлучуваат за тоа. Дали добро, тоа е организиран систем, тоа едноставно мора да е така. И сега во тој систем бирократијата за жал така функционира.
Ние како човештво не сме дојдени да го парафразирам Черчил, не е ова најсовршениот систем, демократијата, но посовршен не е измислен. И во таа смисла, а за анархија уште не сме подготвени. Во таа смисла ќе треба многу да работиме и вистина е бавно. Бавно е, дури и за нашите очекувања, дури и кога ќе влезете внатре од институциите, фрустрира таа бавност, но ние се боревме со еден сосем недемократски режим 10-11 години, бавни се и инертни институциите и понатаму и биле, сакаме да дојдеме во ситуација, после овие 4 години, барем да можеме да речеме, луѓе, сега ова функционира. Почнува. Не е најидеалниот, најбрзиот, најреспонзивниот институционален систем, но ние излегуваме од тоа системот воопшто да има една своја визија, идеолошки наметната или во функција на некаква партиска агенда и е нереспонзивен кон се друго. Тоа беше ситуацијата до сега. Ние сега градиме систем кој што треба да биде респонзивен дури кон професори блиски на ВМРО-ДПМН, дури кон граѓани кои што гласаат за ВМРО-ДПМН. Значи сега се спомнаа некои имиња на професори, боже мој, ако човекот не сторил кривично дело, ако е експерт во својата област, не би сакал сега да конкретизирам, не би сакал за конкретен лик, ама зборуваме дека ние учествувал во создавање на политики кои 10 години ги уништува животите, тоа ли е експерт? Збориме дека ја имаме нивото на интелигенција на сите тука. Думи, сосем е валидна забелешката, но ако нема механизам кој што ќе ја утврди одговорноста на тоа лице за кое што ние зборуваме. Тука е основата. Затоа што ако нема одговорност, потоа ние навлегуваме во друга сфера која што е исто опасна. Ние не зборуваме тука само за кривична или правна одговорност, постои нешто што се вика морална одговорност. Но ние како општество треба на луѓето да им обезбедиме еднакви права и еднаков пристап. И сега ако некој од надвор не види дека ние одредено лице само поради тоа што бил гласен за некого, или затоа што работел за некоја институција во време кога некој друг бил на власт, ако го депривилегираме или ако му ги оневозможиме правата, тогаш кој ќе би уште поголема штета. Петер, не зборуваме за права, туку за привилегии, за учество во креирање на новите политики. Сакам да направиме само чисто. Да, треба луѓето кои што се маркирале себе си, како да речам, како луѓе кои што биле опортунисти, можеби соработувале со што биле идеолози на систем, да се разбереме, не само јас ја разбирам поентата да не се даде шамивчето да го водат орото. Тоа е сосем валидна полемика. Вие ја извртувате тези какви права не им се ограничува, не зборуваме за права, за привилегии. Зборуваме за привилегии, уште повеќе за само сакам да кажам дека треба од таму каде што делува. Само ако може да ја дозволам. Треба да изнајдеме начини како тие луѓе кои што создавале штета да не создаваат понатаму штета. Па вие тоа треба вклучување во новите реформи. Тоа не треба да биде да отиде, значи како општество треба да бидеме внимателни да не отиде во некаква линија на политички профилијации. Се плашите ли многу дека ќе биде окарактеризиран како политички реваншизам? Првиот момент кога во јавноста се спомна поимот политички реваншизам, тоа беше употребено од ВМРО-ДПМН, што не е. А сега мислам дека се тоа е константно нешто што се врти во овој период, само колку да бидеме заглавени во тоа. Има впечаток дека во моментов од позиција на вас многу внимателно, како се вели, тоа се дува веќе и на јогурт кога треба да се избере некој. Ние имаме во моментов избор на Советот од македонска телевизија. Значи Саркањац тоа е супруга на еден голем идеолог на ВМРО-ДПМН. И тоа е веќе друга тема, значи начинот на супруга на Саркањац. Чекајте. Ама пазете сега. Момент. И незината лична биографија исто беше во тој правец. Ова е исто дел од овој разговор. Се работи за непознавање на некои работи. Ние не знаеме, не знаев ни јас, додека не се овој случај не излезе, дека разноразни тела имаат по закон право да делегираат членови некаде. Во случајот зборувам за интеруниверзитетска конференција, која што сега разбрав дека по позиција, по функција
интеруниверзитетска делегира свој член во Советот на МТВ. Тоа претходно не го знае. Кога граѓаните ќе слушнат нешто такво, велат чекаме повторно истите. Практично не е власта таа која што делегира било кого во Советот во овој случај, туку интеруниверзитетска конференција. И сега, значи Советот на универзитетите различни. Колективното тело на различните универзитети, ние се уште знаеме раководството на универзитетите кога и како беше бирано и по кој закон и по кој систем. Што сега ние очекуваме? Треба ли премиерот да излезе? Треба ли некој да го растури министерот за образование револуционерно? Таа интеруниверзитетска конференција нема таква надлежност, едноставно нема, тоа е независно тело. Кој е оној кој што може во овој момент на таа таква интеруниверзитетска конференција да и наложи, нареди, искара било што, да не делегира апсолутно, е самостојна во своето работење. Беше мојата интервенција, професор, дека ние не смееме парајќи одговорноста на степици така. Влеземе се да речеме не може да имаат своја самостојност, да бидат независни. До тука сите се согласуваме дека. Но тоа што Петрит го кажува, ние забораваме дека институциите се окупирани од внатре. Нешто не се делумно ослободени, туку се се уште окупирани голем дел институции. Како тоа може да се реши? На два начина. Едниот е револуција, другиот е еволуција. Во мигот кога СДСМ влезе во пржинските преговори, нам на сите ни стана јасно дека ќе се оди со еволуција, тоест реформа во ова општество, не со револуција. На оваа возраст, 20 години помлада, ќе бев многу лута. На оваа возраст не сум ни јас за револуција. Сега, процесот на еволуција и на реформи, на ослободување, тоа ќе трае долго време. Според вас, кој е излезот? Треба ли да продолжи револуцијата? Еве, тоа се луѓе кои останаа надвор, нели во ГСУ се бават. Револуција во метафорична смисла. Револуција, во метафорична смисла, мислам дека таа револуција состојба која што се уште трае, барем кај многу луѓе од нас. Дури кај одредени луѓе кои што влегоа, кои што се дел од власта, се надевам дека. Но се согласувам со професорката Стевановиќ дека еволуција, тоа беше всушност целта и на шарената револуција како некаква синтеза, како некој крајен резултат на се она што претходеше Петрит што наброја претходните движења. И мислам дека првичната цел, нели промената, тргнувањето на режимот на Никола Груевски е остварено и сега мислам дека живеевме во 10 години руинирано општество од секаков аспект. Темелните вредности се сега тие кои што треба да се воспостават. Почнуваме од почеток, според вас. Јас мислам дека тоа треба да го правиме од почеток. Мене тоа што ми смета еве лично пример, ми сметат многу работи кои што ме потсетуваат еве на претходниот режим. Ми смета тој некаков нагон да се замолчи кога некој ќе искритикува. Сум го видел кај многу луѓе, значи кои што биле дел од шарената револуција, биле дел од многу наши движења, кои што сега нема да им се допадне некоја мерка. И да кажеме дури дека не е аргументирано и ќе кажа дека не им се допаѓа. Тој нагон на замолчување дека немаат право да критикуваат ме плаши и ме потсетува на ВМРО ДПМН. И на режимот и на сите тие 10 години владење. Патриархалната свест и мислам дека треба да почнуваме од почеток да ги менуваме вредности и да воспоставуваме нови демократски вредности за едно општество, ако сакаме да создадеме такво општество. А тоа мислам дека е примарната цел, отвореноста и разбирањето на критиката. Да, мислам дека владата многу има повлечено мерки и политики по однос на критиките, новата влада, нели? Но исто така се создава и некоја таква атмосфера, што е уште пострашно е што се тој нагон на замолчување што го кажувам, доаѓа и од луѓе кои што биле дел од шарената револуција, кои се бореле за слободната мисла, доаѓа сега кон нивните бивши соборци. Зошто? Не можам да ви одговорам на тоа, прашајте ги нив. Ангела Илиевска, вие вашата битка за чистиот воздух, водејќи јас преку овие граѓански издруженија, значи тоа е нешто што не подразбира ниту партија, тоа е за сега сите нас, сите се бориме за чист воздух. Дали вие во сите овие битки некогаш видовте да на тие протести дојдат и присуствуваат луѓе кои се, не знам, условно етикетирани како од ВМРО, како дел од режимот, значи луѓе кои исто така го дишат истиот воздух, дали чисто да дојдеме до тоа дали ние сме доволно еволуирани да се идентификуваме со единствен граѓански проблем што сите не засега или не? Не. Дури дали имавте и притисок дека правите така? Имавме, значи ние во негде 2014-2015 тоа е прашањето околу еволуцијата, да. Уште кога започна поактивно со оваа граѓанска иницијатива која што
се беше именувана како ќе дишаме или ќе издишаме. Значи тоа беше пред се мој личен проблем кој што јас веројатно добив поголема енергија и поголема сигурност во самата себе да настапам, да истапам пред тие институции кои што сметам дека се виновни за она што им се случува на граѓаните на Скопје, Тетово и Битола. Во главном тоа беа 3 града кои што беа најпогодени од загадувањето. Насекаде наоѓав на затворени врати. Значи имаше иницијативи во Тетово и во Битола кои што беа гласни, меѓутоа тие немаа соработка со тогашната власт. Значи тие беа етикетирани како предавници, како платеници, како партиски инструирани луѓе, што воопшто не беше така. И ние една година активно работевме на тоа да ги соединиме сите 3 иницијативи во кои што требаше да се одржи заеднички протест пред владата на Република Македонија. И тогаш јас сама решив дека еден ден ќе одам и пред Министерството за здравство и пред Институтот за јавно здравје, решив дека сама ќе го соопштам тој број кој што таа бројка која што не сака таа институција да ја потврдат, а беше на страницата. Претходно имавме пратено како иницијатива соопштение. Со зголемување на бројот на респираторни заболувања, за тоа со респираторни проблеми и заболени од канцер. Бројката беше алармантна, беше над 870.000 граѓани кои што имале во текот на 2014 година проблем со респираторниот систем, а од кои околу 200.000 граѓани беа дечиња до 6 годишна возраст. Бројката стои на страницата на Институтот на јавно здравје, меѓутоа тие не сакаа во ниеден случај јавен настап или емисија вака дебатна да ја изговорат. Потоа започнаа турбуленциите во општеството и таа тема стана се позастапена. Меѓутоа до ден денеска не можам да кажам дека има конкретни мерки, се тоа се паушални мерки или мерки кои што се краткорочни, кои што не даваат голем резултат. Еве сега и 3 дена поред имаме голема загаденост на воздухот. Проблемот со воздухот не е од денес за утре. Значи тоа треба системско решение. Меѓутоа така, но загрижувачки е факт што ние дотолку не сме еволуирани за да не може да се обединиме околу волку круцијален проблем, екзистенцијален. Затоа тука ако може да начнеме темата за тоа колку граѓаните се подготвени да се справат со криминал, да се справат со сето тоа што не мачаш, измачуваше со години, колку сега има добра волја, има кворум во јавното мислење да се справи со сето ова. Малку го зборувавме тоа со Маја. Има ли и расположение да ги стуркаме работите до крај? Иако тоа ќе оди споро. Дали одат споро промените? Одат споро, очекувањата се одеднаш се да се реши и Македонија да стане рајска долина со промена на власт. Ме плаши дека овие очекувања сега се гајат во однос на влегувањето во НАТО. Ниту едното, ниту другото ќе се случи додека ние не се промениме, а имаме многу заостанати, многу насобрано за расчистување. Сега, да споро одат, има објективни околности зашто споро одат, некои се апсолутно во право, не може, револуција не е, но ми се чини дека моето доживување е дека оваа власт во овој миг не е подготвена похрабро, пофронтално да влезе во расчистување со неправилностите, еве нема да речам ни криминалите, кои што се пронајдени во институциите. Зошто? Не знам. Единствен рационален одговор за мене е дека веројатно не се сака таа атмосфера на конфликт во општеството да се разбори, а ја има. И тоа не е одговорност на власта, туку напротив на оние кои што ја изгубија власта и кои што сакат сега да се амнестираат и престаат како жртви. Велам, моето објаснување кое што единствено ми е логично е дека не се сака таа конфликтна атмосфера да се засилува, затоа што се очекува некакво општествено обединување околу круцијалните решенија кои што ќе треба да се донесат. Лично мислење е дека нема да се случи општествено обединување или консензус и дека оваа политика на дување и на ладно или ајде да не ја правиме голема, дека е контрапродуктивна во овој миг за оваа власт. И погледнете сега што се случува. Една авионска карта за Аргентина. Во овој момент граѓанството ја доживува на тој начин да вели исти се,
А од другата страна имаме милиарди извадени. Сега вториот дел. Колку сме ние подготвени да се соочиме со криминалот? Декларативно многу. Шарената револуција, сите оние луѓе кои што гласно зборуваа против претходната власт и криминалите велеа мора да почне да се расчистува и тоа генерално, инаку нас нема да не биде како општество. Секој еден ден, било кого ќе прашате, никој нема да ви одговори да јас сум за криминал. Да, треба да се расчисти. Но мене ме зачуди еден случај кој што тргна токму од ова студио. Првата организирана акција на расчистување со криминал случувањето околу серијата Македонија. Затоа го кажам како пример, бидејќи вие работевте многу на таа тема. Јас очекував дека расчистувањето на тој случај и кривичните пријави дека ќе најдат на недвосмислена поддршка од јавноста, најпосле се почна. Тој е случај каде што се сврти бројчаникот на владата. Прв пат, дали уште еднаш се свртал бројчаникот? Не, така. Јас очекував дека со првото вртање на бројчаникот ќе се направи журка на плоштад. Не. Напротив, видов дека јавното мнение се врти против оние кои што расчистуваат и ништо не ми беше јасно. Толку ми беше несватливо и нелогично, што со денови се оптоварував зашто е тоа така. Мојот заклучок е поразителен, но е следниот. Неправилностите, еве најблаго, најеуфемистички, неправилностите во ова општество беа толку големи, се толку големи по обем и по длабочина, што во мигот кога ќе почне со конкретно расчистување, секој еден од нас по хоризонтала и вертикала, роднинска, пријателска, комшиска линија ќе биде засегнат. Може би не лично, но до трето колено познат пријател и сосед ќе биде чепнат, ќе биде засегнат од тоа расчистување. Толку е големо ѓубрето во оваа држава. Во мигот декларативно, да за правда, да за расчистување. Во мигот кога бранот на расчистувањето кој дојде до некој наш близок, ние сите ретерираме. Човечки е, но апропо вредностите, ние ретерираме. И веќе не сме толку сигурни дека навистина треба да се расчистува, психолошки наоѓаме објаснувања, релативизираме. Тоа е она што се случува и што јас по мрежите го гледам. Прашање на наша култура, прашање на вредности, на сите нас како граѓани, како делови од ова општество. Додека тоа не се смени, вредностите под број 1, принципиелноста, мој човек, не мој човек, нашиот однос кон сопствената должност и обврски, нашиот однос кон работата, ова општество нема да се смени на начин на кој што ние очекуваме за 6-8 месеци, 6 години, 8 години и 18 нека поминат, ако ова како ниво на свест не се смени. Затоа јас... Како да смениме свест? Не знам како, но апропо ова што го кажа професорката Маја, мислам дека тоа доаѓа токму ваквиот начин на индивидуално однесување, доаѓа од таа целокупна матрица во општеството дека правдата е селективна во нашето општество. Правдата е селективна и прави отстапки понекогаш. Мислам дека кога ќе се смени тоа, за да се смени, еве, чист пример, ни се 10 изминативе години на владеење на ВМРО, понекаде што имаме криминал во секоја институција, мислам дека може да пронајдеме. Кога ќе имаме одговорност како општество, кога ќе сносат, мислам, одговорност луѓето кои што го правиле тој криминал, без разлика дали биле министри или обични службеници, кога сите што биле вклучени во било какви криминални действија, ќе сносат одговорност, тогаш ќе можеме можеби да се движиме кон по едно праведно општество за сите и да размислуваме на начин на кој што не би не засегнал доколку правдата нели да, на тоа ќе биде 3/4 стигне до било кој наш близок. Наводно. Ако може, апропо ова... За да не биде селективна, инако. Две поенти. Прво, околу замолчувањето, и јас имам детектирано припадници на дали се работи за функционери, дали се работи за луѓе кои што работат во јавниот сектор, кои што се навистина многу ригидни, како да речам, дефанзивни во однос на јавната критика. И тоа не треба да биде така. Тоа треба да биде апсолутно, прагот на толеранција кон јавната критика треба да порасне кога е човек на јавна функција. Бидејќи граѓаните те плаќаат, граѓаните очекуваат, твое не да се караш, туку ако некој не е во право, ако некој излажал,
манипулирал со бројка, со став, да излезеш и на тој форум, на медиум, соопштенија и така натаму, да објасниш што е вистината. Да објасниш. Не да, како што имавме пракса во минатото, да го дисквалификуваш тој што го соопштува ставот, да го наречеш предавник и така натаму, него едноставно ова не е точно, ова е вистината. Во таа смисла, и добар дел од државните функционери, јавните личности, кои што се сега дел од институциите, се соочуваат со обид за нивно замолчување. Истата таа јавност, која што 11 години немаше прилика да дебатира со власта и со институциите, сега кога еден човек излегува дали на социјална мрежа, извинете, не е вака, туку е вака, сега се обидуваш да ме замолчуваш. Значи, не сакам да ја релативизирам темата. Да, има луѓе кои што се обидуваат да ја замолчат јавноста, тоа е погрешно, но има и луѓе во јавноста што се обидуваат сега да ги замолчат институциите кога се фатени во лага. Кога се фатени, например, имаше сега случај пред некој ден, дека владата ќе ги оданочува дознаките од странство. Значи, тоа што им стига на луѓето преку Western Union и така натаму. Владата го објасни тоа соодветното Министерство за финансии пред нова година, повторно 2 недели после нова година гледаме спин. Владата ќе ги даночи. Зошто тоа некој медиум го објавува? И кога одиш во дискусија да објасниш дека луѓе не е вистина, пред 2 недели има соопштение за оваа работа, ти си одеднаш цензорот. Зошто? Затоа што ја кажуваш вистината? Па и тоа не е правилно. Мислам, се зависи релативно. Мене лично ми се значи збориме специфично. Имаше случај каде што беше именуван, нели, член на управен одбор, ова сакам и со конкретно име и презиме на Струшките вечери на поезијата. Така, Дарко Лешовски, човек со соодветно образование, човек кој што менаџирал милионски проекти во УСАИД, најпродаваниот поет ever, особено во последно време. Тука збориме за продаван. Сега ви кажувам сепак и релевантно за таа позиција. Љуми, можеш да дигаш, ви ги зборуваме за пазар, за вкус и за бројки. И сега се дига, зборуваме за релевантност во дадениот контекст. Се дига една цела јавност. Една колешка новинарка, викам, во својот прилог го нарекува момчето Дарко Лешовски. Она има 28, он има 34 години. Момчето Дарко Лешовски, тој се. Да, од која позиција? Значи, момче можеш да наречеш некој помлад од тебе, така? И да му даеш комплимент. Не е стручен, не точно. Не знаел да пишува што е неговата улога. Не е негова улога селектор да биде на Струшките вечери, туку да го управува, да донесе пари, да направи менеджмент. Тоа го знаеше Лешовски. Но овие мои аргументи го имаше, не беа, имаше соопштение. Имаше соопштение кое што мал дел на медиуми го пренесоа. Зошто да се прашаме? Овие аргументи беа нагласени во 4-5 одговори на редакции, затоа што ние, како Министерство, не сакавме да го правдаме изборот на Дарко Лешовски, кој што беше сосем легитимен. И нудеше, нели, тоа што беше дивиот Дарко Лешовски, поет на Фејсбук. Ајде сега сите поети на папирус да бидеме, пошто кога настанала поезијата немало ни хартија, ни куцачи машини, нити се печателе книги. И сега зашо пишувал на Фејсбук, Фејсбук поет? Ме разбирате каков контекст изгради ова општество за да натера Дарко Лешовски да се повлече. И затоа треба случај по случај, тоа што го спомнавте, конкретно што не чини, кој ја направил грешката, кои се аргументите за тоа. Општи флоскули, не чини владата, не чини атмосферата. Дајте бе што не чини. Еве што не чини. Патите трошоци на пратениците не чинат. Не чинат. Значи и денеска тоа што сака да се протне, значи мислам дека денеска тој закон е, извинете ако грешам, за намалување на патните трошоци. Значи вие пак имате кој ги правда патните трошоци? Па тоа ви велам. Кој ги правда? Не смета Јас да не ги правда. правдам, ниту горем дел од луѓето од институциите не ги правда. Овие пратеници ги имаат земено во последните 4 месеци, можеа да бидат пренаменети за болени. Се носи законот, Ангела. Па се носи закон, па затоа што не им е приоритет тој закон, значи. А кои закони се приоритети во оваа земја? Еве има. Па веројатно затоа што Македонија е сиромашна држава, презадолжена држава, има потреба од задолжување, може
по некој скратен пат, пратениците Сега знаат како. зборуваме за процедура. Па добро, сега. Треба да влезе во процедура. Има најлесен начин како ние го правевме кога бевме на улица. 100 потписи од граѓани. Не сакаат да го внесат 100 потписи од граѓани. Ајде да видиме дали во овој момент зборуваме за политичка одговорност на пратениците пред се на СДСМ, кои не доволно интелигентно, не ми е срамова да го кажам, ќе го направат, ќе го донесат законот, оставија 2 месеци, 3 месеци, 4 месеци јавното мнение да се сврти против нив. И да ги заборави оние со милиардите. Точно, апсолутно. Ниту па имам, ниту па сакам да оправдам дека сега партиите трошат. Љуми, сакам да кажам, не се оправдани. Сакаме да дојдеме како општество до ситуацијата. Напрво тоа што го рековте за 100 потписи, мислам дека ние затоа имаме 5 или 6 колку се граѓански пратеници. Од граѓанска листа влезени таму. За да не собираме веќе потписи. Собиравме потписи во време на ВМРО, секој втор ден, мислам дека. Не, секојаш ќе треба да собираме потписи. Се надевам дека тие пратеници барем самите не прават. Имаме таму 6 наши пратеници кои што може да барем да прават нешто за граѓаните и да се консултираат со граѓаните, наместо да изиграваат, не знам, партиски кукли во собранието и да ги прашаат граѓаните и токму они да го предложат тој закон. Апропо Дарко Лешевски, критиките јас немав ништо против. Дарко Лешевски ми е колега, јас сум книжевник и мене мисля дури и допадна, симпатично ми беше тој избор. Критиките не беа насочени кон поезијата на Дарко Лешевски и формата на поезијата, критиките повеќе што беа насочени кон бидејќи поетот, уметникот има и морална и општествена одговорност. А Дарко Лешевски на најгрозниот ден на македонската демократија 27 април, тоа што се случи терористичкиот атак во собранието, изјави дека после тоа ден или два дека не сака никој да одговара. Бидејќи нели Богдан Илиевски е најдобар другар на Дарко Илиевски. Критиките беа насочени. Тоа се флоскули извлечени од контекст. Не се флоскули извлечени од контекст, значи постои текстот. Не знаеме за што го рекол, значи ти ја цитираш едната реченица, а тоа горе испод таа реченица сега. Да, тоа го објаснува и го оправдува. На гледачите не им е познат. Што е тој контекст? Овој аргумент беше помалку присутен во тие аргументи многу кои беа против именувањето на Дарко Лешевски. Многу други аргументи беа повеќе во прашање отколку овој аргумент. Многу беа и лажни. Овој ми беше апсолутно оправдан. Имаше сосема други аргументи, веќе, значи тука мене ми го отвора едно друго прашање. Дали ние сме нели едно општество кое се навикна на тие авторитативни нели и автократско делување, каде што ти многу се создава една мистериозност околу ликови кои не се непосредно присутни. Значи во случајов Дарко Лешевски пишува поезија на Facebook, тој е непосредно присутен, нели тој е отворен за разговор, со него може да се разговарат и тој не може да биде никако. Има едно еден колективно размислување дека тој ете сега пак не може да биде тој директор на Струшките вечери на поезија, нема доволно авторитет во него. Мене не ми смета тоа, мислам постмодерно. Апсолутно. А од друга страна со години се заговараше дека Струшките вечери на поезијата се преконзервативна една поетска манифестација во која баш треба да се внесе на таква свежина. Така што токму затоа и мене ми се допада изборот, не дека ми се допада. Богомил Ѓузел бил селектор на Струшките вечери на годините на Дарко Лешевски. Значи не директор, не зборуваме за директор. Простор да влизаме во материјална расправа за проблем туку нема чисто го спомнавме како символично дека не беше невалидно. Ниту пишува критериуми беа запазени, но јавноста го масакрираше. Јавноста го масакрираше. И по цена на живот, како беше, ќе го бранам правото на јавноста. Никој никогаш не каже дека јавноста е секогаш во право или дека јавноста е фер. И мислам дека е чудно тоа да се очекува. Исто како што сметам, Љуми, дека е чудно од тебе да очекуваш дека пратеници таму, без разлика дали марширале со нас и биле наши другари, до крај нашите интереси ќе ги застапуваат. Не затоа што тие не се повеќе нашите луѓе, туку затоа што се во еден друг контекст, имаат некаква си поширока слика, има некои други приоритети во групата во која што се тие. За среќа, колку побрзо ние сватиме дека граѓанското општество е општество во кое што во секој момент 100 луѓе се подготвени да се потпишат и да извршат притисок, тогаш ќе не биде граѓанско општество. Никој никогаш
нема избран или неизбран да биде толку фин да во секој миг не слуша секој од нас. Идејата за граѓанин е идеја за активен субјект кој што секој ден е буден и врши притисок. Напорно е. Многу е напорно. Ние посакуваме идеална некаква власт која што и ќе процени што нам во мигот ни треба и тоа ќе го реализира. Тоа нема да се случи контролата на граѓанското општество, она што е суштината на тоа граѓанско општество секаде на свет. А напорно е многу. Ние животите си ги посветивме. Но во некои моменти си викам, почекај се, зошто јас сум си ја земала таа тежина одговорност да бидам постојано јас? И јас имам впечаток дека таа нарушена доверба во континуитет, како што рече Љуми, ќе се врати во оној момент кога ќе почне се повеќе одговорност да се понесува. Нека не бидат тоа 3/4 од државата, нели? Меѓутоа, колку повеќе ќе видиме евидентни примери каде што одговорноста е превземена, санкционирана како што треба врз обвиненијата кои се ставени, веројатно довербата ќе почне да се враќа. Сега ние се тркаме со времето кое е помеѓу, нели, она дали граѓаните ќе имаат трпение тоа да го дочекаат и што во меѓувреме во тој процес ќе се провлече. Ние се тркаме со време. Тука никаде во секој случај ќе се согласиме дека ова шарената револуција некако не ги изаде своите деца. Многу повеќе ги негува. Различни деца. Барем до сега. Јас имам очекување од конкретните пратеници да искористам приликата тука да ги кажам. Да ги поздравам Ирена, колешката Стифовска и Ивана Туфекџич и се разбира професорот Ферид Мухич. И да подсетам Ирена дека во една ситуација кога разговаравме, не Ирена, Ивана, кога разговаравме на тема прифаќање ангажман пратеник, нејзината изјава беше прифатив да бидам пратеник заради законот за високо образование. Јас очекувам кога тој закон ќе влезе во собраниска процедура, Ирена да биде онаја која што ќе ги брани позициите на пленумите од кои што произлеза. Тоа се моите очекувања, истите очекувања ги упатувам и во однос на Ирена Стифовска, колешката. Се претпоставувам дека се подразбира дека професорот Ферид Мухич како колега треба да биде на страна на она критичко јадро на академската заедница. Тогаш јас ќе можам да кажам дали нашите колешки, пријатели и така натаму се уште ги застапуваат вредностите од кои што произлеговме. Така или не? Или не, тогаш ќе можам да кажам. Но тогаш тоа ќе биде нивна лична одговорност. Не на сите, не на секого, индивидуалниот пристап. Ако едниот не работи согласно вредностите тогашни, тоа е тој што не работи. Тоа не важи за сите. Секој со својата лична индивидуална одговорност. Да се вратиме, шарена револуција, збир на индивидуи кои што се обединија околу иста цел и околу иста вредност. И не може да подведеме по еден општ поин сите или никој. Точно, секој си носи индивидуална одговорност. И својата одговорност за своите постапки. И политичарите треба да понесат конечно одговорност. Значи, политичката елита во Македонија треба конечно да застане на свој нозе после 20 и неколку години и конечно да носат одлуки кои што можеби се штетни по нивната политичка кариера, меѓутоа се во корист на граѓаните. И ние како општество сега не можеме да бидеме загрижени за дали ВМРО ДПМН ќе биде конструктивен партнер, дали таа партија ќе се реобнови. Значи ВМРО ДПМН не може да биде конструктивен чинител во ово општество. Значи таа партија прво мора внатрешно да се исчисти, да се реформира до тој степен на непрепознатливост, па дури потоа да седне на преговарачка или на заедничка маса со другите активни чинители кои што се залагаат за обнова на ово општество. Ајде се надеваме дека прво ќе дојдат на протести за воздухот, зашто истиот го дишаме, нели? Дека ќе се обединиме барем околу некои навистина човечки, нели, проблеми. Ја бих сакал само да заклучам со тоа што мене ова ниво на будност и на како да речеме свесност во општеството ми годи и мислам дека дури и повеќе треба да расте, со тоа што критичноста треба да се профилира, да се фокусира и да се аргументира. Тоа е најбитното. И не треба да се демобилизираме. Ова е напротив времето кога тоа што се создаде како некакво јадро кое што успева да мобилизира луѓе преку етнички линии, преку политички линии и така натаму. За жал, ова не е времето кога се остава униформата и се, ние победивме. Не победивме, туку сега
ние всушност добивме шанса за победа. Добивме шанса да учествуваме во овој надпревар. До пред година две немавме воопшто шанса како граѓани, сега имаме шансата. Со такво ниво на мобилизација мислам дека ќе успееме да го смениме контекстот. Затоа што ќе не притиска општеството и институциите ќе мора да испорачаат. Ако не испорачаат, ќе дојдат други луѓе. Има избори и така натаму. Ние треба да излеземе од систем кој што менаџира избори, тоа го наметна поранешната власт, таа не менаџираше со општеството и со институциите, туку менаџираше со изборни процеси. И затоа ние постојано бевме во изборен циклус. Затоа што тие беа постојано во кампања и постојано целта беше да се стигне до изборниот ден, каде што нормално, освен пропагандата и така натаму, работеше и другиот систем. Ние сега тој дел од општествената пракса треба да го демобилизираме. Значи не работиме веќе за изборни циклуси, туку работиме за да го унапредиме општеството. И во таа смисла ја би сега да не испадне охрабрувам, туку посакувам ово општество да стане и покритично, ама и поаргументирано во својата критика. Мислам дека тоа е процес што не може да се врати. И сега веќе кога тргнавме тоа што е шарена револуција. Шарена револуција е state of mind, состојба на свест. И оние години на улица се една фаза на еманципирање на секој еден од нас. Па знаете како, кога сте ги изоделе километрите на топло и на ладно толку години, па нема сега да застанете и да дозволите истото тоа пред нос да ви се случува. Така што, состојба на свест, шарена револуција, јас се надевам и посакувам се повеќе да се развива, за да, по крајна линија, како општество, добиеме политичари кои што така, на крајот на крстата може би целото тоа какви заслужуваме. Така, било акумулирано како капацитет кој ние сега имаме можност да го видиме. Времето е само кратко и не притиска трпението. Но исто така секој од нас да се врати на базичните вредности од кои што тргнал, и тие што се на позиции и тие кои што критикуваат. И тоа е она зашто Љуми пред малку зборуваше при изборот на луѓе. Иако со различен фокус, Љуми повели? Се согласувам со Петри за тоа дека не сме победиле, треба да победиме се уште. А ќе победиме тогаш кога како општество сите ќе сносиме одговорност за се тоа што ни се случи изминативе 10 години и кога ќе станеме еднакво општество за сите нејзини граѓани без никакви разлики. Мислам дека тогаш ќе можеме да зборуваме за победа. Добре, се надевам дека одиме натам. Љуби Бекири, Маја Стевановиќ, Петрица Рачини, Ангела Илиевска, ви благодарам што бевте дел од студиото на Макфакс. Се надевам наскоро со други поенти.